Европската комисија со пофалби, но не и со гаранција дека во јуни ќе има зелено светло за отпочнување на преговорите со ЕУ. И Могерини и Хан денеска задоволни од динамиката на реформскиот процес, но јасни, последниот збор ќе биде по извештајот во мај. Очекуваат државата да ги спроведе преостанатите мерки за комплетирање на реформите, опозицијата да биде активно вклучена во процесите и да се спроведат фер, демократски и слободни председателски избори. Промената не е само да се донесат ЕУ законите, туку и да се спроведат. Јас сум убедена дека Северна Македонија ќе остане посветена на својата работа во следните недели, месеци, години, а ние ќе ја дадеме целата поддршка за имплементирање на реформската агенда. Ова значи и сите политички партии во земјата да работат заеднички и конструктивно на реформската агенда. Очекуваме опозицијата да се однесува конструктивно. Ние веруваме дека ќе демонстрираат чувство на одговорност и капацитет за надминување на разликите. Фокусот мора да биде на правосудството, организираниот криминал, јавната администрација. Промената на легислативата и донесувањето на законите е позитивна работа, но се бара промена на менталитетот. Од особено значење било граѓаните да стекнат доверба во институциите, со акцент на квалитетно и независно судство. Наша заедничка цел е да добиеме зелено светло во јуни за отпочнување на преговорите, а за да го добиеме ова мора да ги повикам сите во земјата. Денеска многу слушнавме за прогресот, но морам да ве охрабрам да продолжите, а не да ги забавите сите тие напори. Промените во легислативата се позитивни и неопходни, но сакаме да видиме и трајна промена на менталитетот и однесувањето. Тоа е нешто што е многу поважно во поглед на успешен процес за зачленување во Европската Унија. Премиерот пак сигурен дека токму реформскиот прогрес бил силен аргумент за во јуни да се добие датум за старт на преговори. Реформите даваат резултат и билатералните договори со Грција и Бугарија даваат резултат. Економските параметри ги кршат сите рекорди, бројот на странски инвестиции е двојно поголем од било која претходна година досега. За тоа дали Франција можеби ќе биде пречка за датум, Могерини порача дека одлуката не ја носи една земја или друга, туку сите заеднички, а ќе се заснова на извештајот на Европската комисија. На прашањето пак дали специјалната јавна обвинителка Јанева треба да биде сменета, Могерини не коментираше, додека пак Хан кажа дека и покрај тоа што не сакал да зборува за прашања кои мора да се решат внатре во државата, добро било да се забележи дека законот за СЈО е сега во собранието и бил сигурен дека ќе има соодветно законско решение.